сите, да се помолиме на Господа. За блаженейшиот архиепископ наш Охридски и Македонски Стефан, за честното свещенство Христа дяконство, за сиот лири, за сите луѓе, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За благочестивиот и Христолюбив народ наш, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За да се осветат овие води со силата, дејството и слегувањето на Светиот Дух, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За да им се дарува благодат за избавување и Јорданово благословување преку силата, дејството и слегувањето на Светиот Дух, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За да биде сатаната скоро уништен под нашите нозе и да биде разорена секаква лукава намера противно насочена, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За да не избави Господ Бог од секаков напад и искушени на противникот и да не направи достојни заветените блага, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За да се просветиме со светлината на познанието и благочестието преку слегувањето на Светиот Дух, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Господ Бог да испрати благословување Јорданово и да ги освети овие води, да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. За да биде оваа вода дар за осветување и избавување од гревови, за исцеление на душата и телото и за секаква особена полза, да се помолиме на Господа. Почитувани гледачи, снимките кои што ги гледате се во живо од кеот на реката Вардар, каде што архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан го фрла осветениот крст во водите на Вардар. Со нас во студиото е Антонио Апостоловски, отец Антонио Апостоловски, професор на Македонската православна богословија. Отец Антонио, добро дојдовте во студиото на 1ТВ. Ова програма е насочена кон денешниот празник. Еве како едно воведно прашање додека да заврши церемонијата во Вардар. Кој е значењето на празникот Богојавление Водици? Добар ден и за многу години нека ни е празникот. Обично ние православните христијани имаме обичај да се поздравуваме на денешен ден со поздравот Бог се јави и одговараме на вистина се јави. Во однос на значењето на празникот Богојавление или Водици има два називи, затоа што Водици бидејќи денес се осветуваат водите на секаде низ светот, а Богојавление затоа што за време на крштевањето на Господ Исус Христос во реката Јордан, Бог се јавил во три лица, како што е нели Света Тројца, Отец, Син и Свет Дух, и го посведочил самиот настан на крштевањето на Господ Исус Христос. Всушност главното значење на овој денешен празник што ние го празнуваме и си спомнуваме е токму настанот на крштевањето на Господ Исус Христос во реката Јордан. Господ Исус Христос кога наполнил 30 години за време на неговиот живот овде на земјата, отишол кај Свети Јован Крстител, каде што тој проповедал на реката Јордан и таму ги крштевал луѓето за покаяние на своите гревови и за очистување, и тој заминал таму со цел да се крсти и да им покаже на луѓето, односно на човештвото, да му покаже на кој начин може да се очисти од гревот. И всушност токму поради тоа тој го дава примерот на луѓето и заминува таму да се крштева, и во моментот на крштевање всушност сите можеле да видат и да посведочат на настанот кога од небото се чул гласот на Отецот кој што велел: "Ово е мојот возљубен син, кој е по мојата волја", а истовремено се спуштил Светиот Дух врз Господ Исус Христос во вид на гулаб или во форма на гулаб, и всушност на тој начин на човештвото му се објавила Света Тројца, односно на вистина Бог како што е во три лица според нашето православно христијанско учење. Така што тоа всушност ние денес празнуваме, односно настанот на крштевање на Господ Исус Христос во реката Јордан. Зошто Господ Исус Христос се крстил во реката Јордан токму од Јован Крстител? Тука кога зборуваме за самиот настан на крштевањето, може да се каже дека со овој настан всушност Господ Исус Христос ја започнал својата учителска дејност или пак својата проповед, затоа што нели тој до 30-та година се живеел најнормално како и сите други луѓе, односно немал некоја посебна дејност, бидејќи во Израелот или пак евреите тие години 30-тите веќе се сметале за
зрел човек, возрасен, и не случајно тој ја зел таа возраст и тогаш почнал да проповеда. И всушност тој тоа го започнува со крштението со цел да покаже дека со крштението само човекот може да стапи во христијанството. Односно светата тајна крштение е првата света тајна која што ние православните ја примаме и преку која се учествуваме од првородниот грев кој што го наследуваме од прародителите Адам и Ева, но и сите гревови кои што дотогаш човекот во животот ги направил. И всушност на некој начин низ таа порта или низ таа врата влегуваме во православната христијанска вера и стануваме рамноправни членови на Христовата црква. И токму поради тоа го примаме крштението и всушност она што Господ Исус Христос го направил е еден вид праобраз на крштението или пак дал на некој начин пример како ние во иднина да се раководиме или пак како во црквата да влегуваме како рамноправни членови, односно преку светата тајна крштение. И тоа го направил кај светиот Јован Крстител, бидејќи тој всушност бил најголемиот пророк кој што бил роден од жена и во тој период всушност тој бил проповедникот кој што ги водел луѓето по вистинскиот пат. И Господ Исус Христос не сакал да ги погази законите и обичаите и тој како што вели во една прилика не дојдов да го укинам Стариот Завет, туку да го исполнам и да го надополнам со Новиот Завет и токму поради тоа всушност прави се што требало да го направи секој обичен човек во тој период. На 8-миот ден по неговото раѓање се обрезал, потоа одел во храмот во еврејскиот како и сите други луѓе, ги слушал своите родители, значи бил послушен и така натаму, и кога дошло времето и се крстил во реката Јордан, па потоа заминал во пустината 40 дена да пости и тука веќе ја почнува неговата просветителска дејност или пак учителска дејност, како и да, односно проповеда за спасение на луѓето. Да. И тоа е всушност причината. Која е улогата на Свети Јован Крстител во целиот овој настан? Улогата на Свети Јован Крстител е голема, бидејќи прво, за да може да се објасни таа негова голема улога, може да се објаснат двата епитети или поими кои што му се додаваат на него. Претеча и крстител. Претеча е затоа што тој всушност го предвестува доаѓањето на Месијата или на Спасителот Христос и всушност на човештвото му го отвара патот на некој начин и затоа е претходник или претеча на Месијата, додека пак крстител е токму поради тоа што крштевал со цел покаяние на луѓето и подучување, но и затоа што и самиот Господ Исус Христос го крстил и не е само тоа неговата улога, туку и претходно тој на некој начин просветителски делувал општо во еврејскиот род, не само со настанот на крштението на Господ Исус Христос. Така што токму поради тоа неговата улога и во овој настан, но и општо помеѓу евреите е голема затоа што го подготвил патот за доаѓањето на Месијата или пак на самиот Господ Исус Христос. Отец апостолски, какво значење има крштението за христијаните? Како што спомнавме и пред малку, крштението е првата света тајна која што ја прима еден православен христијанин и тоа има огромно значење. Зошто е тоа така? Бидејќи со крштението, како што спомнав, ние покрај тоа што се очистуваме од нашите гревови, ние стануваме и членови на православната христијанска црква. Доколку ова не се направи, доколку не се изврши врз еден човек таа света тајна, тој не може да се нарече православен христијанин и тој не може да се нарече член на христијанската црква. И токму поради тоа се случува крштението во нашите православни храмови, но не само во храмот, туку крштението може да се изврши и на секој отворено место каде што има води, односно реки, езера, мориња и така натаму, бидејќи сме сведоци дека и во денешно време луѓе на секаде се крштеваат, но и Господ Исус Христос во Евангелието имаме сведоштво каде што им вели на апостолите, на неговите ученици: одете помеѓу сите народи во светот и крштевајте ги во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Значи, тоа е всушност заповед која што Господ Исус Христос им ја дал на своите ученици со цел така или на тој начин да го проповедаат Христа помеѓу луѓето и на тој начин да ги воведуваат во верата. Доколку не го извршат крштението во името на Светата Тројца или на Господ, тогаш се е залудно, односно не може некој да се нарече православен христијанин. И затоа крштението игра
огромна улога и е прва од сите свети тајни која што човекот ја добива во својот живот, зборуваме нели за православните, и после неа веднаш следува светата тајна миропомазание преку која се добива благодата на Светиот Дух. И тука всушност се комплетирано се, односно човекот е преку крштението очистен од гревовите, влегува во православната христијанска црква како рамноправен член и со миропомазанието ја добива благодата од Светиот Дух со цел понатаму нели да живее навистина христијански благочестив живот, која што е цел на сите нас православните христијани. Ги гледаме снимките кои што одат во живо во овој момент од кеот на реката Вардар. Што представува целиот овој настан кој што традиционално се одржува во Република Македонија, во Скопје, еве и Охрид како два главни центри? Па вака, овој настан има едно символично значење, бидејќи морам веднаш да спомнам дека главното за нас христијаните се случува во храмот на Светата Божествена литургија, како и за сите други празници. Меѓутоа знаеме добро дека во животот на христијаните или пак на црквата... Може, извини што те прекинам, може само да се префрлиме со тон на кеот на реката Вардар, каде што веќе архиепископот Охридски и македонски господин Стефан го фрли осветениот крст во реките на Вардар. Еве гледаме дека и успешно еден од капачите стигна до него. Можеме да погледнеме дел од атмосферата. Вистински Бог, кој заради нас и нашето спасение благоволи да се крсти од Јована во Јордан, по молитвите на неговата пречиста мајка и на сите свети, да не помилува и спаси, како благ и човеколюбив. Бог се јави, навистина се јави. Бог се јави, Бог се јави. Честит и вечен да ни е празникот. Амин. Благоверному и Христолюбивому народу нашему, подаш, Господи, здравје, же и спасение, всем благо и поспешение, над враги же победа и одоление, и сохрани Его на многая лета. Блаженнейшему и високодостојнейшему Господину и Отцу нашему Стефану, Божиеju милостию православному митрополиту Скопскому, архиепископу Охридскому и Македонскому империја Јустинијани, со сею Его богохранимою паствою, подаст Господи здравје же и спасение, всем благое поспешение, на драги же победу и одоление, и сохрани Его на многая лета. Многая
Отец Антонио, гледаме на снимката во живо која што оди од кеот на реката Вардар, дека еден дечко беше меѓу од сите тие најсреќен успеа да стигне прв до осветениот крст. Да го продолжиме муабетот за тоа што значи, кое е значењето на осветувањето и на фрлањето на крстот во вода. Да, токму така, како што спомнав и пред малку, нели, реков дека тоа има символично значење. Ние на овој ден, после Светата Божествена литургија, кога ќе заврши, имаме чин на осветување на вода. Всушност на овој ден се прави еден голем богојавленски водосвет, така се нарекува, затоа што веруваме дека на овој ден сите води низ светот се осветени во спомен на влегувањето на Господ Исус Христос во реката Јордан и неговото крштение од страна на Свети Јован Крстител, и токму поради тоа се смета или пак се верува дека сите води во светот се осветени, но и во чест на самиот настан, ние на претходниот ден водокрст, кој што беше вчера, и денешниот водици, бидејќи се поврзани, го чествуваме тој спомен и токму поради тоа осветуваме вода. И откако ќе се освети водата, влегло кај нас како традиција, точно сега сведоштва нема некои конкретни од кога, кој прв започнал, меѓутоа има сведоштва дека уште од почетокот на 20 век, па еве и до денешно време, се положува крстот во водите, и тоа се случува скоро во сите места и градови во Република Македонија, и има таква пракса во нашата црква, и гледаме дека и самиот архиепископ, но и другите владици од Светиот архиерејски синод, но и свештеници, сите кои што се нели во МПЦ, го прават сето тоа и имаат еден обичај или традиција на положување на честниот крст во водата. Со тоа нели се извршува на некој начин символично чинот на осветување на водите, и луѓето со цел да имаат здравје, благосостојба во домот во целата таа година која што не очекува, се фрлаат по крстот, нели, за да го фатат, и оној кој што прв ќе го фати, нели, ќе има, како што веруваат луѓето, среќа. Меѓутоа пред се тука станува збор за здравје, за благосостојба и сите други работи кои што нели ги посакуваме во животот, но и пред се вера, нели, сите оние луѓе кои што се фрлаат по крстот, верувам дека искрено тоа го прават од верски причини, а не само како некое суеверие за среќа, бидејќи ако тоа го правиме како суеверие, нема ништо да не значи во нашиот живот, но ако искрено веруваме дека водите се осветени, дека тоа го правиме за здравје во чест на Господ Исус Христос и така натаму, тогаш сите ќе бидат, нели, здрави, живи, нема да има никакви проблеми, и на овие настани сведочиме низ изминативе години дека немало никакви здравствени проблеми, дека секој кој што се фрлал по крстот си е жив и здрав, се вратил дома, нели, среќен и задоволен. Така, така, да. Ајде да направиме една паралела помеѓу тоа што начинот на кој што се одбележува овој празник во Република Македонија од страна на Македонската православна црква и во другите православни цркви низ светот, кои што исто така го одбележуваат овој ден токму на овој датум заедно со нас. Дали има разлика или пак се практикува и во другите цркви? Да, се практикува и во другите цркви овој обичај, меѓутоа сепак има разлики, затоа што има и православни цркви кои што не го практикуваат. Еве, на пример, ќе ја земеме Руската православна црква како најголема православна црква, и тие таму немаат чин на положување на крст во вода. Само се извинувам, ако може да одиме со тон на мостот. Кристијан Нинески.
македонска река. Християн Нинески. Да се здрав и жив. За много години Бог се яви. Отец Апостоловски, застанавме на прашањето дали и другите православни цркви во светот ги практикуваат овие начини на празнување на празникот или пак се разликуваат од она што го представува Македонската православна црква. Во однос на таа традиција која што постои кај нас, нели, почнавме да кажуваме и за другите православни цркви, пред се споменав Руската православна црква. И кажав дека таму немаат чин на положување на крст во водата, меѓутоа на тој ден руските православни христијани обично, бидејќи им се заледени водите, прават некое место во мразот во форма на крст и таму влегуваат во водата и символично 3 пати се потопуваат, бидејќи и при крштевањето, нели, човекот 3 пати се потопува во вода во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, и поради тоа во спомен на тој настан тие влегуваат во водите, 3 пати се потопуваат и излегуваат надвор, и со тоа, нели, сметаат повторно исто како и кај нас дека ќе имаат здравје цела година, среќа и така натаму. Во однос на другите православни цркви, ние знаеме дека и Бугарската православна црква го има истиот обичај како и кај нас, и тие положуваат крст во водите и верниците обично се фрлаат по крстот, меѓутоа има некои народни верувања и традиции кои што велат дека бугарските верници пред се прават некое богојавленско оро, некое оро играат во водите, а потоа скокаат по крстот, меѓутоа се тоа, нели, народни обичаи и верувања кои што во секоја земја се присутни, не само кај нас, туку и насекаде, нели, низ светот. Понатаму Српската православна црква има положување на крст, меѓутоа тие имаат некое символично одење кон крстот од 33 метри, што ги символизира 33-те години на Господ Исус Христос кога бил раснат и кога воскреснал, и токму поради тоа толку метри пливаат до крстот за да го фатат. Понатаму Грчката православна црква исто има обичај на положување крст во водите, романската, албанската, значи сите тие цркви што ги спомнавме горе-долу со слични обичаи како и кај нас, односно еден од владиците или од свештениците го фрла крстот или го положува во водите и го фаќаат останатите верници. Да слушнеме изјавата. На ценетото правоштественство и на сите граѓани од вероисповест православна во Република Македонија, да им го честитам денесниот празник, Богојавление Водици. Символот на празникот е дека со водата можеме да ги исчистиме сите лоши работи. Посакувам се што е лошо во оваа држава да се исчисти и да биде ова еден знак и еден символ на нова ера во Република Македонија. Се надевам дека ќе имаме во иднина поголем просперитет и ќе имаме пред се економски просперитет и подобар живот на сите граѓани на Република Македонија. Тоа е моја лична желба за сите граѓани и тоа е, се надевам, ќе стане и реалност во наредната година. Сакате прашање некој? Што е она што мислите најмногу треба да се исчисти во Македонија како најлошо според вас? Јас мислам дека треба да направиме едно сплотување према сите граѓани во Република Македонија,
Требе сите лоши случаи што биле во минатото да ги заборавиме и сите како држава да се посветиме кон обезбедување на подобар живот на сите граѓани и еден просперитет за сите граѓани во Република Македонија. Коментар за извештајот. Па како што гледате Фич го потврди извештајот од претходниот пат, ББ плюс со позитивен исход, практично тоа покажува дека и меѓународните институции кои што ги оценуваат состојбите во државите веруваат во еден позитивен исход и еден позитивен правец во кој што ќе се движи економијата во Република Македонија. Во ред продолжуваме, слушнавме изјавата на вице-премиерот Кочо Ангјушев дадена по повод празникот. Да продолжиме на следните прашања. Ако крштението е духовно раѓање или очистување, тогаш како човекот да се очистува од гревовите за време на својот живот? Да не биде само овој ден. Да. Токму така, крштението, како што спомнавме пред малку, е првото очистување кое што се случува во животот на православниот христијанин. Меѓутоа, за време на својот живот ние знаеме дека човековата природа е склона на падови или пак на грешки во својот живот, престапи и така натаму, и знаеме дека во секојдневниот живот ние се случува да направиме по некој грев, да имаме некаков лош настан, нешто што сме го направиле спротивно од нашите христијански морални доблести или заповеди, и токму поради тоа тука ни е дадено на некој начин покајанието, чинот на покаяние, со тоа всушност да се очистуваме од гревовите. Бидејќи, како што вели еден истакнат светител Свети Григори Ниски, доколку оној кој што сгрешил навистина се покаи и пролее една солза, вели таа солза има тежина колку и самото крштение на човекот, што значи дека не значи дека само со крштението човекот се очистил, па после нема начин како тоа да го поправи, туку после крштението во текот на својот живот, можеме преку покајанието за своите гревови ние да се очистуваме за сето она што сме го сториле дотогаш. И токму поради тоа и црквата препорачува секој од нас православните редовно да си оди на исповед кај свештеник, да се причестува со светите Христови тајни на литургијата и така натаму, и на тој начин само ќе можеме навистина да се наречеме христијани, односно православни христијански верници, ако живееме во духот на таа православна вера и нашето верување во црквата. Пред да се префрлиме со слика во Охрид, уште едно прашање, на кој начин Бог им се објави на луѓето при Христовото крштевање? Па вака, како што и пред малку нешто спомнавме во врска со оваа тема, за самиот настан кој што се случил во реката Јордан при крштението Христово, кажавме дека на тој настан всушност се објавува Света Троица или Богојавление, што доаѓа од грчкиот поим теофанија или глаголот епифанија, кој што всушност значи јавување, и затоа и се нарекува денешниот празник Богојавление или богојавување на нашиот јазик, бидејќи не само што Господ Исус Христос се крсти во реката и му даде на човекот пример како да влегува во христијанството, меѓутоа и самиот Бог се јавува. А зошто е тоа така? Бидејќи ние знаеме, ако секој од нас ја читал во својот живот Библијата или Светото писмо, во самиот почеток на создавањето на човекот во Стариот Завет, Господ вели: ајде да создадеме човек според нашиот образ и подобие. И тука всушност се јавува на некој начин тој совет на Света Троица, каде што ни се објавува дека Бог е во три лица: Отец, Син и Свет Дух. И сега се вели според светите отци, учењето е дека ако при создавањето на човекот Бог се јавува во три лица, тогаш и во пресоздавањето на човекот се јавува во три лица, бидејќи Господ Исус Христос всушност дојде на светот за да го спаси човечкиот род од гревот во кој што тонеше. Всушност да го ослободи од сатаната и да го спаси од гревот, бидејќи човекот веќе сам не беше способен да се извади од таа ситуација или состојба во која што се наоѓаше, и токму поради тоа доаѓа Месијата да го спаси човештвото, и затоа тоа го сметаме за еден вид на пресоздавање на човекот или очистување од гревовите. И затоа се вели дека и во овој настан, кога Света Троица или Господ го пресоздава човекот, повторно им се објавува на луѓето,
онаков каков што е, или пак нели Отецот се јавува од небесата каде што вели ова е мојот возлюбен син кој е по мојата волја, Светиот Дух слегува врз синот кој што веќе е нели долу во реката Јордан или Господ Исус Христос и во форма на гулаб слегува врз него всушност да му ја пренесе својата благодат. И токму поради тоа нели на овој ден има големо значење за нас затоа што Бог повторно му се јавува на човештвото во три лица, нели, онака како што е навистина Света Троица. Отец Апостолски, ќе продолжиме со разговорот. Јас би ја повикал Искра Петческа, доколку ја имаме на линија со линковско јавување од Охрид, да ни соопшти нови детали. Да, ја имаме Искра, доколку се слушаме, повели со новите детали, односно што по фаќањето на крстот се случува во Охрид. Да, Антонио, се слушаме. Секако добар ден и поздрав до гледачите на Еден телевизија. Во моментов се наоѓаме пред ресторанот Света Софија. Зошто? Ќе поразговараме со собственикот на овој ресторан, ќе ни објасни зошто всушност сме овде и зошто разговараме со него. Прво, добар ден и добре дојдовте во отвореното студио на Еден телевизија, господине Пендовски. Вие сте собственик на ресторанот Света Софија. Зошто го споменуваме ова, бидејќи традиционално кога ќе се фати крстот во Охрид на овој ден, крстот доаѓа во вашиот ресторан. Зошто? За многу години Бог се јави, поздрав до цела македонска јавност, среќен празник и годинава, како и годините наназад, гледате дека во Охрид е свечено, сите се беа на пристаниште, го гледа осветувањето на Охридските води, го поздравија фаќањето на Светиот Крст и сега веселбата продолжува по Охридските ресторани, по Охридските сокаци, насекаде. Бевте сведоци дека после тој чинот на осветување на езерската вода, после фаќањето на крстот и доста фамилии, капачи, надвор од она борба за Светиот Крст се капат за среќа, за радост, за здравје. Ова е голем христијански празник. Зошто ресторан Света Софија? Значи, традицијата во Охрид за богојавление за овај ден е многу стара. Дали затоа што езерото му дават живот на Охрид, ради осветувањето на езерските води е посебно значајно. Дали ради 365 цркви што ги имат Охрид, ради вековната историја, не знам, но сепак традицијата во Охрид е секаде е свечено, низ цел свет, низ цел православен свет, но во Охрид е посебно. Ние како Сдружение Богојавление почнавме да работиме пред 18 години се со цел за големината на овој празник и начинот на кој што се слави во Охрид да го приближиме кон целата македонска јавност и пошироко. И мислам дека во тоа успеавме годиниве наназад и денеска сте сведоци дека Охрид има гости од цела Македонија и од странство, доста дипломати и така натака. Значи, целта на Сдруженијето беше да се продолжи тона традиција и да се прикаже како во Охрид се слави овај ден. Се надевам дека годиниве што се пред нас ќе продолжиме со организаторите, пошто Сдруженијето веќе 3 години не работи, за жал, но се надевам дека црквата и општината ќе смогне цили и ќе се потрудат уште повеќе да го збогатат. Ние како Сдружение стоиме на располагање, имаме доста идеи, знаеме како и мислам дека со заеднички сили ќе навистина славењето на овој празник ќе го добијат она место што го заслужуваат. Пред да го продолжиме разговорот, господине Пендовски, само јас ќе ја замолам режијата да ја слушнеме изјавата на Наум Нотевски, среќниот фаќач на крстот годинава, па ќе се вратиме со разговорот. За многу години, ова ми е втор пат кога ќе фаќам. Немав големи очекувања оваа година, меѓутоа стигнав до крстот, успеав да го фатам. Ова е втора година што го прославувам, што ми носи голема радост и огромна тага поради мојот преано почина татко. Ова е втора година кога ќе го фаќам без него. Огромна тага ми представува и огромна среќа. Се надевам дека ме гледа некаде од небото. Сакам сите охриѓани, сите македонци да го прославиме овој празник достојно, радосно и на сите да ни донесат здравје, љубов и среќа. Тешко ли беше, ладна ли беше водата, конкуренцијата? Па имаше, ладна беше водата, испливаа многу луѓе и пред мене, меѓутоа стигнав јас, имав малце поголема волја од
од останатите и успеав да го фатам крстот. Антонио, се надевам дека се слушаме, го продолжуваме разговорот со господинот Пендовски. Инаку само да кажам, пред Светиот крст, што се паќа во водите на Охридското езеро овде во Охрид на Богојавление, крстот прво оди во зависност од тоа кој го фаќа, меѓутоа бидејќи годинава тоа беше Лотевски кој што живее во Варош, се оди во црквата Свети Никола Геракоме кој што се наоѓа веднаш до ресторанот Света Софија, а господинот Митко Пендовски кој е наш соговорник денеска е еден од првите луѓе што сето тоа го возобнови после години непостоење на ваква традиција за денес Богојавление водици во Охрид да биде ова што е. Во таа смисла да го продолжиме разговорот господине Пендовски, може ли да ни кажете кога почнувавте како беше, како и сега, има ли разлика, може ли подобро? Една мала исправка, значи не го возоваме, ние само се потрудивме да го презентираме. Значи ние стално било свечено, стално било богато и во времето кога беше забрането и кога во темница се фрлаше крстот, се беревме по куќи, чекавме до Сабаиле, во 5 сатот Сабаиле скокавме по Светиот крст, а ние се потрудивме сето тоа да го презентираме медиумски. Тоа ни беше главната цел, затоа што денешно време греот е Охрид преку сезоната е полн, зашто да не ги искористиме овие црковни празници, да привлечеме, прво да ја презентираме верата, а второ да привлечеме што повеќе гости да видат како ние знаеме да ги славиме тие празници. Има ли разлика? Па има, порано, например, ова беше малски обичај. Прво, крстот се фрлаше во 3 цркви во Охрид. Се фрлаше во Свети Никола Геракомија, се фрлаше во Каменско, се фрлаше во... После осамостојувањето на Република Македонија, од 1991 година почне прославата на пристаниште. Цел град се береше, сетото си беше убо, ама сепак ја немаше она што му требите на организација, за сето тоа да се канализират и да се презентират. Значи, ние како здружение, тоа ни беше целта, не да се мешаме ние во црковните обичаи, значи, тоа си е прво верски празник, цел свет што се слави, реков во Охрид посебно, а нашата цел беше сето тоа да го искористиме за привлекување на странски гости и од цела Македонија гости во Охрид, затоа што навистина личи, гледате и снег имат, водата денеска беше 5,5 степени, а сепак и времето ве послужи. Да, стално се чистит, имало и невремина, ама баш во моментот кога ќе се фрла крстот, ќе се смирело. Значи, ние во годиниве наназад, најголема подршка имавме од вас медиумите. Без вас ние не ќе стигневме да го презентираме сетото. Покрај целата македонска јавност, ние знаеме дека имаше од Ал Джезира репортажа, известување за CNN, за BBC и така натака за соседните држави. И целта ни беше да прво тргнеме од соседството, да почнеме да привлекуваме гости од соседството. И знаете вие дека пред 10 години почнавме со таа кампања за ефтини туристички аранжмани. Сите охридски хотели даваа ноќевање со поручек од 8 до 12 евра. Значи, мора ние да го најме начинот како да ги привлечиме гостите, а после ќе дојде период кога нормално си ве работаме, ќе дојде период кога ќе Охрид биде попон за водици. Да. А во секој случај, самата презентација е доволна сатисфакција. Сето друго е плюс. И да ве прашам, уште рековте како Здружение Богојавление водици имате идеи. Што еве може да ни откриете, можеби за идната година или за некои наредни Богојавленија? Ба, ќе видиме, значи тоа се безброј идеи што тоа ќе може да се реализират, ќе видиме. Реков, ние имаме досе издаено книга за водици во 10.000 примероци, имаме безброј цедина, песма за водици, споменикот на пристаниште од кумовите, донација и така натака. Значи, можностите се големи. Колку ние ќе знаеме да ги искористиме, оставаме на времето. За сето тоа, дури последните години кога ние бевме во организацијата, јас апелирав, пошто ги надмина нашите можности, ние баравме помош од секаде. Зашто на вистина, овој празник може да биде уште пошироко презентиран и се надевам дека со помош на црквата, прво градот и државата, за брзо време ќе стигнеме до тоа што го имавме како цел. Не мора да биде Здруженијето Богојавление организатор, но сепак се надевам дека можеме да помогнеме во тие идеи како да се развиват понатаму. Да. И благодарам за разговорот, господине Пендовски, за многу години нека е празникот Бог се јави. Бог се јави,
поздрав до цела македонска јавност и до година ве чекаме сите во Охрид да видите, зашто ова што го зборуваме е убаво, ама да го доживеете ќе видите уште поубаво. Ви благодарам. Антонио, тоа беше разговорот со господинот Димитри Пендовски, собственик на ресторанот Света Софија во Охрид, еден од иницијаторите за возобновување на оваа традиција. Антонио, ако имате прашања, повели. Искрено јас ти благодарам за овој исцрпен извештај. Секако остануваш на терен со следно вклучување во вестите во 16 часот, а пред да се вклучи Искра Печеска во живо испрати неколку изјави од граѓаните, односно анкета од граѓаните на Охрид за тоа што за нив значи овој празник. Успеа да добие изјава, да земе изјава и од председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, но исто така и од ВД градоначалникот на Охрид. Предлагам овие изјави да ги видиме во продолжение. Тоа е еден од најголемите наши православни празници. Со задоволство сме тука во Охрид. Рече се последниве години исклучиво доаѓаме во Охрид. За мене тоа е нели празник за душата, за семејството, за здравието. Зошто во Охрид, а не во други градови? Па тука најчесто доаѓаме. Охрид е нашиот град, втор град, после Скопје, нели така велат, втори Иерусалим. И убаво се чувствуваме. Тука посебно се одбележува овој празник. Што значи за вас богојавление, господине? Свето нешто, кратко да ти кажам и ништо друго. Извини вака што. Од Охрид сте? Од Охрид сте. Како го одбележувате празникот во Охрид? Свечено. Со сите церемонии. Што значи, кои церемонии? Нешто дома подготвувате посебно или што правите? Јадење правиме за 3 дена, да речеме, после нагости оиме имендени, во и поврзуваме сите, разбираш. Кој слави денеска именден? Денес нема слави денес. Утре имат именден. Кој? Јован, Свети Јован има. Ке одите на слава пред на имендени? На имендени внук има Јован се викат. За многу години да Фала да сте здрави и живи. Што значи за вас богојавление? Све најубаво. А за вас, господјо? Најголема радост да го видиме Бог. Среќни и весели. Од каде сте? Среќа. Од овде. Од Охрид? Како го прославувате овој празник во Охрид? Најпрво со радост, свечано, се збираат пријателите, роднините, комшиите, блиските. Има ли нешто посебно што подготвувате, може би дома како јадење или некој друг Да, нешто по така, по Има свинско печење, не може данас да биде. Од каде сте вие? Црна Гора. Оваа година повеќе да се радуваме од минатата година, да имаме повеќе успеси како граѓани на Република Македонија, а не порази и понижувања. Исто така би сакал да му го честитам успешното фаќање на крстот на најсрекниот помеѓу православните верници кои што денеска во водите на Охридското езеро се дадоа во потрага по крстот. Да му посакам нему здравје, среќа, успех на неговото семејство, се разбира, и како што кажав, оваа година сите оние порази, понижувања, омаловажувања што ни се случуваа во минатото да исчезнат, да бидеме пообединети, посплотени, да како луѓе се почитуваме и се погласно да ги кажуваме нашите мислења, затоа што само со една јасна критика и ние политичарите, но и целата држава може да се стреми кон поголеми успеси и подобра иднина за сите граѓани во Република Македонија. Бог се Традиционално, секогаш секој си оди во својата парохиска црква, во сите парохиски цркви започнува богослужбата во 8 часот и потоа сите се упатуваме на градското пристаниште, каде што се осветуваат водите, а ние како хриѓани се капиме и пробуваме да го фатиме светиот крст. На граѓаните ќе му порачам Бог се јави, да се здрави и живи, многу здравје, среќа, верба во Бога, почитување и толеранција. Ги видовме изјавите кои што ги испрати колешката Искра Печеска од Охрид. Ние продолжуваме со разговорот со отец Апостоловски. Отец Апостоловски, дали целта на фаќањето на крстот е тоа да имаме среќа преку целата година?
Па целта на фаќањето на крстот не е баш тоа, бидејќи среќата е релативна работа. Сега секој човек можеби различни работи и различни нешта го прават среќен, некого материјалното, некого нешто друго, некого љубовта, благосостојбата во семејството и така натаму. Така што мислам дека ако некој навистина оди со тие мисли, со таа цел да го фати крстот за да има среќа, мислам дека малку му е погрешно гледиштето на целиот тој настан. Треба, како што и пред малку спомнав, да биде тоа со искрена вера во нашите срца, едноставно од една побуда како православни христијани, нели, да направиме нешто во чест на нашиот Господ Исус Христос и да го направиме тоа со искрена вера, сметајќи дека како благодарност или како последица на сето тоа ќе имаме здравје, благосостојба во семејството, добри односи со ближните, со пријателите и така натаму, а не да гледаме нели пак од материјалниот аспект, туку повеќе да е тоа од духовен аспект, односно да бидеме душевно исполнети со љубов, со радост и не знам со искрена вера и добри односи со нашите ближни. Така што мислам дека тоа е многу поважно отколку самата среќа. Ајде малку за постот кој што многу сериозно се сваќа во христијанството. После чинот на крштевање во Јордан, Исус Христос се упатил кон пустината и отишол да пости 40 дена. Кој е значењето на постот? Да, значењето на постот во нашиот живот е големо, затоа што пред себе да почнеме од самиот пример од Господ Исус Христос. Тој кога се крстил, нели, како што спомна, ти заминал во пустината 40 дена да пости и на тој начин му дава повторно пример на човечкиот род како треба да се раководи низ својот живот. Односно со постот ние се очистуваме и телесно и духовно. А зошто е тоа така? Бидејќи постот има двоен карактер. Едно е телесното или она што го јадеме, го консумираме ние и го пиеме секојдневно, нели со храна постиме, но постиме и духовно во смисла се воздржуваме од лоши постапки, од пцуење, од навреди, клевети, озборување, лоши мисли кон нашите ближни што не обкружуваат и така натаму. Значи, ако се воздржуваме од гревовите, а паралелно со тоа и јадеме постна храна, тогаш сето тоа ќе има смисла. Но ако ние само јадеме постна храна, а настрана нели правиме секакви глупости, не почитуваме никого, се навредуваме со ближните и ред други работи, тогаш тој телесен пост или само храната постна ќе ни биде како еден вид на диета и ништо повеќе. Значи ќе му угодуваме само на телото, а на душата не. И токму поради тоа Господ Исус Христос дал пример пред да се почне некој важен настан или како што тој после постот ја почнал својата проповед, така и многу други свети отци и важни луѓе низ историјата пред да почнат нешто или да им се случи некој важен настан, се одлучувале на пост или пак постеле со цел нели на некој начин да се очистат и телесно и духовно, па потоа да преземат нешто позначено. И затоа и постот е воведен пред нашите поголеми празници, како што е на пример Великден, Божик, потоа Успение на Пресвета Богородица, Петровденскиот пост. Значи тоа се 4 поголеми пости или повеќедневни пости во годината, но имаме и еднодневни како што е среда и петок и неколку празници како што е Крстов ден, одсекување на главата на Свети Јован Крстител и вчерашниот водокрст. И токму поради тоа за време на постот ние всушност се очистуваме, односно нашето тело на некој начин го очистуваме преку храна, додека пак душата ја очистуваме со тоа што нели како што спомнав ќе се воздржуваме од лоши работи и од гревови и кога ќе успееме тоа да го постигнеме, потоа пристапуваме кон литургијата или пак на самиот празник кога на Великден, Божјата и така натаму, кога ќе се одржи светата божествена литургија и ќе се претходно ќе се исповедаме, ќе се причестиме со телото и крвта Христови и на тој начин всушност сме исполниле целта, односно сме се соединиле со Христа, што всушност треба да е секогаш наша крајна цел. Отец Апостоловски, ти благодарам за гостувањето во студиото на 1TV. Се надам дека на верниците малку поопширно им објаснивме за тоа што представува овој празник. Ви благодарам и вам за поканата. Се надам дека ќе допре тоа до ушите на верниците и дека навистина ќе ги почитуваат овие работи што ги зборуваме постојано и уште еднаш ќе ги поздравиме со поздравот за денешниот ден. Бог се јави, навистина се јави. Благодарам уште еднаш.
Почитувани гледачи, ова беше информативното издание поврзано, односно насочено кон денешниот празник Богојавление Водици. Имавме линковски јавувања од Скопје и Охрид. Останете со програмата на 1 ТВ, исто така ќе имаме линковски јавувања и во вестите во 16 часот, а до тогаш информирајте се на 1tv.mk. Имајте пријатен ден.